Очигледно некој од вас, иако сте од Посад Италијски, не ги има читано неговите предизборни вестувања. Не само од минатите 4 години, туку и од предминатите 4 години. Дали Битола била хорор или била ние сме биле со црни мисли, ќе кажам, ние се чувствуваме врло веома добро. Со ваква власт. Што би рекла вашата министерка. Кварталниот има и тоа како врска, колега. Прво, јас не знам зашто разгледувам овој квартален кога го поднесол некој автомат и како што му чинело така го напише. Меѓутоа, ајде. Ќе ве подсетам во 2009 година во изборната кампања на Галеца. Ова колешке не е хорор. Овде пишува изградба на куќа на културата. Реконструкција и трансформација на домот народ. 2009. 7 години. Сакате друго нешто? Сакате спорт, сакате образование, не знам кој да. Овде пишува изградба на спортско-рекреативен центар на Тумбекафе. Ако сакате, можеме заедно да одиме во спортско-рекреативниот центар на Тумбекафе. Еве сите заедно ќе одиме ќе рекреираме. Изградба на велосипедска патека. Ако ги рачунате оние линиите бели, резилите што ги нацртавте по широко по паркот, тогаш може изградите. Ако се тие велосипедски патеки. И на крајот овде пишува изградба на еден пливачки базен во соработка со Агенцијата за спорт и млади. И немало врска ова со кварталниот кој го разгледуваме. А со шо има врска? Ова е во 2009, денес е 2016. Еден од овие работи нека стане, никој нека ми каже кај е напред. А не само да се довикува администри да се збора тоа што не е. Ајде да видиме 2017, 2013, 2017. А да, и тука во 2009 имавте понудено проект Слободен паркинг простор. Ако е во 2013 носењето на паркинзи во Битола и наплаќањето на секој сантим место што беше низ улиците, тогаш може ова се нарекува Слободен паркинг простор. Не знам, тоа вие треба да ми кажете. Изборна програма 2013-2017. Ето сегашниот квартален. Нема многу да ви дадем, само ќе ви кажам 3 работи. Проект подземни гаражи. Рок 2016 година. Капацитет 340 паркинг места. Имавме еден колега тука што ни кажа на почетокот на 2013 дека ДПМ не гради во зима. Интересира дали овие гаражите ќе направите во нова година. Навистина сакам да слушнам 340 паркинг места, подземни гаражи. Проект гасификација на општина Битола. Рок декември 2014. За ова да започне да се работи, општина Битола треба да создаде услови. Има некој од вас прашано дали има создадено општината услови за истото? Не. Ајде да кажете на кварталниот. На кварталниот. Ова се сите проекти се Па проекти ви пишувате дека до 2016 ќе се направи. Имаме сега 2016, ајде. Па 2016, јас не лажам. Ние завршена. Ти го си направи. Да не беше жално, ќе беше смешно. Адаптација на тречниот двор на завод и музеј по лапидариум. И ова каде е завршена? Абе ми се плачи од ова говорницата кога ќе ги читам проектите. И се плачи. Абе се треба, јас мислам дека требаше во програмата на Талевски и во овој квартален да викнете една комисија и да изградите некој... Да, дека никме му се плачи, како сме до тука дојдени. Треба да изградиме некој споменик во Битола на некој со гајда, што кажи, и тогаш ќе имаме нешто што е специфично за нас. И на крајот, значи ова морам да го кажам, и навистина е нешто со кое Талевски нон-стоп се патеше, а
Predsjedatelke točno ne je završena 2016, može kako izlezi od kućnje od pritvorova kemo naprej i konečno izgradi se kroz kontinentali vidovski. Može li to još duhovno da se zadovolje? Luče Rivovski.